Благодарам, председател. Сега да се објасниме. Во оваа ситуација одговорност ке има, прашање на кога. Доколку овој закон, односно дополна на закон се донесе. Зошто? Затоа што некој сака да скрие нечија неодговорност и непрофесионално однесување во работата. Тоа е казливо согласно закон и за тоа некој треба да одговара. Скривањето зад COVID пандемијата е само еден обичен изговор да се скрие немоќта на оваа влада, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на ЈП Македонски шуми да стопанисуваат со ловството. Одма уште на почетокот да кажам, во оваа приказна, која е реалност, најмала вина имаат ловците и ловечките здруженија. И воопшто немам ништо против нити ловците, нити ловечките здруженија. Одма на почетокот ќе детектирам. Проблемот е во Македонски шуми и во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како крајно несериозни чинители да раководат со оваа проблематика. Оценка на состојбата. 181 ловиште се нефункционални. Немаат планска документација за функционирање. Што значи тоа? И им стечуваат плановите за стопанисување со ловиштата, им стечуваат концесиите и останува една нерегулирана празнина во целиот процес. Зошто не се изработени нови основи за стопанисување со дивечот? Тоа некој треба да одговори, да признае и да најде соодветно решение на настанатата проблематика. Само ќе направите хаос во проблематиката, без при тоа да ја познавате истата и да сте свесни за можните последици кои ќе настанат. Не по вина на ловците, не по вина на ловечките здруженија, туку по вина на политиката. Финансиските импликации од оваа законско решение се 12.639.000 денари, 660 денари, и за овие пари кој повторно ќе треба да одговара. Ловците не барат милосрдие, тие бараат фер услови под кои можат да си ги земат концесиите, и знаеме многу успешни приказни во ловството, каде што имаме успешни концесии и нормално согласно закон тие имаат прединство да земаат концесии и откако концесијата ќе заврши. Меѓутоа, тие не можат да земат концесија затоа што немаме изработени планови. Тука е проблемот. Тука е неспособноста да се менаџира шумарството, да се менаџира ловството и како и се во овие 2 години успешно да се заскривате зад COVID пандемијата. Тоа најмалку е предизвикано од COVID пандемијата. Впрочем, и тогаш кога требаше да се направат тие пребројувања, воопшто и немавме таков силен бран на пандемијата. Знаеме, пребројувањето се врши напролет. 2020 имавче 19 позитивни лица, за жал 4 починати, 2021 година 87 пријавени нови случаи. Во тој период
со полна пареја работеше Македонски шуми и секторот за уредување. Со полна пареја работеше Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Но не во однос на тоа што е дејност. Во однос на тоа што треба да си ја завршат тие работата. Нив повеќе ги интересираат тендерите и продажбата дрво на корен, со кој само го доведуваат во уште поголеми добиози Македонски шуми. Промената на раководството само во еден сегмент може да се надеваме дека ќе биде подобро, меѓутоа резултатите не покажуваат ништо добро во тоа предпријатие. Огромна загуба, финансиска неликвидност и после многу време владата мораше да интервенира во Македонски шуми со 100 милиона денара за да поделат плата. Проблемот е сериозен во тоа предпријатие. Таму се напикани нефункционални, несоодветни стручни лица, најмалку од областа на шумарството и од ловството. Таму се ставени партиски војници кои не можат да одговорат на проблематиката. Таму се ставени наивни секачи, дотурачи, партиски војници кои не се појавуваат во шума. Тоа се причините, почитувани колеги, зошто Македонски шуми е во дубиоза и зошто предпријатието не може да си ги заврши основните обврски во област на стопанисување со шумите и стопанисување и уредување со ловството. За да нема реакции од колегите, од членови на комисијата, ве молам, вратите се на темата. Морам да ве предупредам. Се извинувам, меѓутоа, ако сакате, вратите се на темата. Повелете. Значи, ако некој не може да види врска помеѓу секторот за уредување на шуми, кој е во состав на Македонски шуми, и изработката на планови за стопанисување со дивеч, тој не треба да погледне и не треба да седе во овие клупички. Како не можете да видите таа врска? Значи, тоа е поставеност на системот. Тоа е проблемот. Проблемот е што немаме планови за стопанисување со дивечот. Не се изработени. Не е проблем во концесионерот. Проблемот е во тој што ги дава концесиите. Тој е неспособен. Тој не може да си ја заврши работата. Затоа сте вие доведени во ситуација да предлагате закон со кој незаконски ќе се продолжат концесиите и ќе се створи хаос во ова проблематика. Единственото добро во ова решение е што нема Македонски шуми да се јави согласно закон, треба да се јави да ги земе овие ловишта, меѓутоа уште поголем проблем ќе направите ако го иземе Македонски шуми. Затоа што се тотално неспособни да си ја извршуваат работата за кој се дебело платени. Затоа бега владата, затоа што го знае проблемот, знае дека влегува во правно нерегулирана материја. Законското решение е врзано со член 41 од Законот за концесии и јавно-приватно партнерство. И тој член не ве вади од проблематиката. Во член 41 измени на договорот предвидени со овој закон може да се склучат со анекс само доколку тоа не е против тендерската документација, противречно. Каде во тендерската документација вие имате ваква состојба? Никаде.
Анексите што ќе ги подпишете ќе бидат во коалиција со овој член. И дури и да ги донесеме и законите за измени на овој закон во Комисија за економија, сосема друга проблематика. 5 години да не е истекла концесијата, овие концесии се истечени. Не ве вади ни член 38 од Законот за ловство. Во ситуација кога се истечени концесиите, по автоматизам одат во ЈП Македонски шуми. Немате на што да продолжувате концесија. На што ќе го врзете тој анекс? На продолжен договор на концесија? Хаосот кој го створи фелата од шумарството, од МЗШВ и Македонски шуми, треба да си го решат законски. Да испаднат мажи и да кажат, не бевме способни. Не ја добро менаџираме работата, законско решение кое ќе го реши проблемот. Со ова законско решение и скривање зад пандемија COVID-19 ништо нема да постигнете. Ќе направите само правен хаос за кој некој ќе одговара. Ви благодарам. Уште една реченица само. Најмалку се виновни ловечките организации и концесионерите. Благодарам.